Бројката на заразените од заразна жолтица во Кочани порасна на 22 лица. Заболените се препратени на инфективното оделение во Штипската клиничка болница и се следи нивната здравствена состојба, а некои се на домашно лекување, што значи будно се следи состојбата и се преземаат сите мерки за заштита, вели доктор Горан Николов. Од таа вкупна бројка има 7 деца, има лица над 10-12 години, значи тие се во категоријата на ученици, има работници неколку, меѓутоа претежно, значи најголемата бројка на заболени се во училишните клупи, односно се деца, ученици. Доктор Николов додаде дека засилени се превентивните мерки деновиве, посебно во училиштата каде што се прави дезинфекција, онаму каде што има заразени деца, а во одредени училишта часовите во наставата беа скратени заради почеста дезинфекција на училишните простории. Најголем број од заболените се жители на улицата Стамен Манов во Кочани. Од хигиено-епидемиолошката служба од Кочани се преземени сите превентивни мерки. Значи излезено е на терен за сите заболени за кои што се стигнати пријави претежно од инфективно оделение, меѓутоа има пациенти кои што се третирани амбулантски. Значи не се хоспитализирани на инфективното оделение. Значи кај сите тие лица превентивните мерки се контактите да се сведат на минимум меѓу заболените и тие што се во околина на болните, а од наша страна направено е превентивни дезинфекции во сите училишта од каде што ни се заболените ученици. Излезено е на терен на улицата Стамен Манов, пошто најголем број од заболените ни се на таа улица, значи направени контакти со лицата на лице место во нивните домови. Обично, мислам, таа епидемија е како фамилиарна епидемија, значи во една фамилија има по 3-4 заболени, така да тука им се поделени флаери, поделено им е дезинфекционо средство, дадени им се напатствија за подигање на хигиената, пошто спомнав дека самата болест е болест на нечисти раце. Значи феко-орална инфекција која што исклучиво се пренесува преку контакт со излачевините со кои што ќе дојде потенцијално болни од измет, од фецес. Значи не е болест која што се пренесува преку воздушен пат, преку каплично пренесување, како што е вирусот на грип. За да се спречи ширењето на епидемијата, лекарите алармираат на подобрување на личната и колективната хигиена. Рацете треба темелно да се мијат најмалку 20 секунди. Доктор Николов додава дека не е прв пат во источниот регион да биде прогласена епидемија на заразна жолтица. Во претходните години епидемија на хепатит А беше прогласена во Виница, Пехчево и Берово.